Стадион. Емисија за вашата вистина. Точно затоа во собрание помина Законот за заштита и спречување на жените од насилство и семено насилство. За надминување на стереотипите, на предрасудите, на линчот кој што се прави врз жените заради нивната традиционално подредена улога во семејството, во општеството, заради неравномерната поделба на моќта меѓу мажот и жената. И точно ова законско решение представува не само согласување на нас како држава ратификацијата на Истанбулската конвенција и обврските кои што ги презедовме, туку конкретно предвидува нов исчекор во постапувањето на институциите. Законот предвидува мултисекторски, институционален и координиран пристап за справување со насилството во сите облици. Точно е дефинирано насилството, дека може да биде психичко, физичко, демнење, дури ова сајбер, односно интернет насилство, како што беше примерот со девојките. Јас не ја слушав цела емисија затоа што има обврски. Меѓутоа, генерално овој прав на насилство за кој што како домино ефект почна да се говори кај нас, не охрабрува дека девојките, жените кои што се жртви на насилство почнуваат гласно да говорат. Одговорноста на институциите е огромна, меѓутоа сега е обврзувачка. Новиот закон предвидува постапување со должно внимание. Значи, секој кој што е вработен во некоја институција, секој кој што е сведок на насилство, индиција за насилство, должен е да го истото пријави. Пријавувањето се остварува на различни нивоа. Прво, кај нас во центрите за социјална работа преку социјалните работници како еден од првите влезови во системот. Понатаму најчесто велам, пријавувањето во полиција. И тука полициските службеници нема веќе да смеат да речат дека девојката е полнолетна и дека треба да се помири со тоа или дајте помирете се. Туку ќе ја упати на вистински начин како треба да се однесува. Должни се институциите да постапуваат. Должен е полицискиот службеник да влезе во семејството, да направи проценка на ризикот, да направи записник и врз основа на тоа да пријави до надлежниот суд. Надлежниот суд без одржување на судско рочисте во рок од 24 часа носи одлука согласно констатираната состојба во извештајот на полицискиот службеник за одстранување на сторителот од семејството. Врз основа на таквата одлука полицијата повторно за 2 часа мора да го отстрани сторителот и тој е надвор од семејството меѓу 10 и 30 дена. Целта на новото законско решение е да сите ја подигаме јавната свест, да говориме отворено за насилството, да го превенираме, а доколку истото се случи, тогаш е потребно да се преземаат мерки, како итни, така и мерки за заштита и поддршка на жртвата. Како стоиме со статистиката? Како стоиме со бројките? Се зголемува? Да. Во јавноста се говори за тоа бројките како се во време на пандемијата, затоа што во исто време насилникот и жртвите беа затворени во нивните семејства, во исти дом, во иста просторија, и податоците кои што јас сакам да ги споделам со вас се всушност податоци од центрите за социјална работа кои што сумарно ги имаме во Министерството за труд и социјална политика. Во периодот јануари-септември 2020 година се случиле 1168 насилства, односно толку се пријавени. Во однос на стереотипите, дали се работи за насилство врз вработена или невработена жена, значи податоците се следни. 506 од жртвите биле вработени, а 544 не биле вработени. Во однос на тоа каде насилството најмногу се пријавува, во градовите 836 жртви пријавиле, а во селска рурална средина 332 жртви. Меѓутоа, морам да кажам за една алармантна бројка која што нас не вознемирува. 51 девојче малолетно било предмет, било жртва на насилство, а 53 момчиња малолетни исто така биле жртви на насилство. Ова се бројки кои што се поразителни. Констатацијата дека институциите не постапувале не е точна, затоа што во 816 случаеви од овие 1168 институциите постапиле и презеле соодветни мерки. Меѓутоа, со новото законско решение, овој одговор, превентивните мерки ќе бидат и во образование, ќе бидат и во здравство, во единиците на локална самоуправа, преку државните органите на државна управа, собрание, влада, сите министерства. Така да ова е еден оркестриран, да речем, координиран мултисекторски пристап во справување со насилството. Министерка, со ова да завршуваме прашањето. Вие сте лекарка, докторка. Така. Имаме размислувања, констатации дека
првата линија на одбрана се токму родителите и лекарите и наставниците кои што треба да препознаат поинакво променето однесување кај децата, кај младите, кај девојките, кај момчињата. Како е вашето искуство? Дали сте биле во ситуација да пријавите некојаш сексуално наследство, силување и така натаму? И ви сте нали дека и лекарите премногу не сакаат да се замараат со вакви теми, затоа што се непријатни, па и многу често не пријавуваат ако видат такви сигнали? Значи, јас кога говорев во собрание на комисиската расправа, кажав дека една од најслабите карики кои што затајува во пријавувањето на семејното насилство, односно на жртвите на насилство, представуваат моите колеги здравствените работници. Ова одговорно го тврдам врз основа на својата 29 годишна пракса како лекар, во моментов сум интернист. Значи, не може здравствен работник кога влезе пациент кој што бил жртва на насилство да не препознае која е причината за таа модрица. Дали е случаен пат, дали е последица на користење на терапија проти исклучување на крвта или е последица на насилен акт. Докторите сега не зависи од нивната волја. Законот предвидува постапување со должно внимание. Веднаш треба насилството да го пријават во надлежната полициска станица. Ако е сексуално насилство и тоа се забележува по однесувањето на жртвата. Да, меѓутоа, ова е само сегментот од здравството каде прво влегуваат жртвите. Ако се работи за сексуално насилство, односно ако е жртвата предмет на сексуално насилство, во државата постојат 3 такви центри. И податокот дека само 3 жени се охрабриле да пријават силување, затоа што бројката говори дека само толку се сместени во моментот во овие центри, говори за тоа дека жените се уште не се охрабруваат да говорат за насилството, а и тоа е кривично дело и треба да сторителот да сноси санкции. Кога рековте за образованието и за семејството, родителите, наставниците мора да ја забележат промената во однесувањето на детето, односно на ученикот. Доколку некој ученик бил одличен, појавувал интерес за на училиште, доколку доаѓа уреден, доколку со внимание ги следи часовите, и одеднаш тоа се промени, наставникот е должен, следејќи го детето, зашто тоа е дел од неговиот професионален ангажман, да ги забележи сите овие промени и да разговара со детето, да разговара со родителите, да види која е причината, што се крие за таквата промена на однесувањето на детето. Особено родителите треба да ги препознаат промените во однесувањето на нивните деца. Затворањето во домот, отсуство од заедничките ручеци, непројавување на интерес за семејно дружење, за забава, за комуникација се показатели кои што родителот знае, може, умее и секогаш ги препознава овие промени во однесувањето на своето дете. Како лекар, како докторка, дали сте пријавиле некојаш такви случаи? Да, знаете како во мојата ординација доаѓаат пациенти кои што вие веднаш ќе ги препознаете на начинот на кој што малку се тие што директно ќе го споделат со вас актот на насилство кој што им се случил во семејството, меѓутоа индиректно сум имала во праксата, меѓутоа сум имала искуство да и како граѓанин да бидам сведок на киднапирање на малолетна девојка која што беше однесена надвор од градот, живеам во Берово, и врз која што беше направен дури обид за убиство. Јас поминав ни сите инстанции на системот како сведок, затоа што се стави во ситуација дека треба како одговорни граѓани да бидеме сведоци и да одиме до крај да се спротиставиме на насилството. Иако влегувате во ризик за своите деца, затоа што живеете во мала средина каде сите ве познават. Меѓутоа мора отворено и гласно да говориме. Мора да се охрабрат сите граѓани, како што е глумицата од Србија која што го покрена овој ефект на пријавување на насилството, па се испостави дека се охрабрија и многу граѓани од нашата земја и отворено говорат за насилството. Стадион. Емисија за вашата вистина.